Денес во очи карневалот пророчка 2017 година ќе се одвива на вистина тематна дискусија и дебата во однос на фестивалите и карневалите кои што постојат на Балканот. Станува збор за вековна традиција која што ја негуваат народите кои што постојат на овој дел од Европа и на вистина преку овие фестивали и карневали пред се имаме искажување на традицијата, културата на едно поднебје и исто така, меѓутоа, тоа покажува дека и сите ние на некој начин сме блиски овдека на Балканот и не соединува на некој начин. Преку развојот на овој фестивалски и карневалски туризам, фактички ние постојано се дружиме, разменуваме искуства и навистина тоа многу значи во промоцијата не само на градовите, туку и на државите, а од ова фестивалска, да речеме карневалска соработка која што досега произлегува, во иднина би произлегла и економска, не само културна, туку и економска соработка. Пред се, тоа значи развој на туризмот, а развојот на туризмот секогаш дава и економски бенефит на Балканот и градовите кои што ги организираат овие фестивали. Прилеп да кажеме дека развиена стратегија на фестивалски туризам прединачиме во однос на Македонија, во однос на тој вид културен туризам. Покрај карневалот го имаме пивофестот и голем број настани кои се случуваат во текот на целата година. Привлекуваме илјадници туристи кои го посетуваат нашиот град. Меѓутоа, секогаш треба да ги избогатуваме и содржините на оваа конференција, ќе дадат свое мислење и ќе дадат одредени насоки во кои што би се движел нашиот карневал и едната соработка со идните карневали. Ова е прв пат што се случува во нашиот град и е поврзано токму со карневалот пророчка 2017 година и ќе гледаме да ова стане една голема традиција понатаму пред започнувањето официјално на карневалот да има вакви тематски дискусии и дебати на кои што ќе се придонесе за развојот не само на нашиот карневал, туку и на сите карневали на Балкан. Prvo da se predstavim, ja sam dr. Željko Bjeljac, naučni savjetnik Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, što se tiče razlike, tu imamo na neki način dve grupe. Imamo te karnevale koji su u principu više za zabavu i za kao dopuna gradskom ili banjskom turizmu, koje u principu nemaju neke veze sa ovim klasičnim maškarama, pokladama i drugim magijsko-religijskim ritualima koji opet su karakteristični za maske i za tu neku očuvanje tradicije. Tu opet ima tih nekih tih poklada koje jesu interesantne za širu publiku, ali nažalost zbog tih nekih lokalnih karakteristika i nemogućnosti promocije, opet što su organizatori više sami meštani ili tako ne mogu da se puno probiju u javnost, jedino što su karakteristični za ta neka edukativna и научна istraživanja. И съм главен асистент, доктор в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. В България мъжките маскарадни обреди са популярни най-вече в два периода, около Коледа и Нова година, така наречените мръсни дни, и около сирни заговезни, като маскираните, въпреки че са различни на вид в различните региони, функциите на тези два типа маскирания са едни и същи: да се осигури здраве, благополучие, благоденствие за съответната селищна общност. Маскарадите се различават по типа маски, по типа персонажи. Има баба, старец, младоженци. Названията на групите са различни. Те биват сурвакари, мечкари, бабугери, кукери и други названия, като групите обикалят. Те имат дървени мечове, с които удрят домакините, и в традиционната култура се схваща, че при посещението във всяка къща и удрянето на хората с тези дървени мечове е един вид магия, чрез която се осигурява здраве и благоденствие. Я имам тая чест и задоволство да кажем денеска дека за прв пат организираме на научна конференција, на која конференција поканивме луѓе кои што се занимаваат со оваа проблематика, значи поврзана со обичаите околу маскирањето. И моментално, значи, на нашата конференција ќе присуствуваат тука луѓе од Србија и од Бугарија, а додека колегите од Словенија и од Хрватска не беа во можност, бидејќи ова година не се поклопуваат тие манифестации,
Целта која е? Целта е да се истакни научниот карактер. Значи, знаеме кои се тие фестивали на маскирање, значи, каде се одржуваат обично во зимскиот период, да видиме, да направиме една компарација, значи, како тоа се одржуваат, како се изведуваат онаму кај што се во неј период, значи во тој зимски период, кога е тој период кога нормално треба да се одржуваат тие карневали, да видиме како се одржуваат, како е начинот на преправање, какви маски има, кои маски сте, да направиме една компарација со тука во Македонија, а исто така да видиме оние карневали кои што се надвор од тој временски период, значи кои што се организираат за време на некои манифестации и приредби кои што се придружен нивни дел. Значи, Има ли сличности меѓу обичаите традициите на Балканот? Секако дека има сличности во самиот начин на обредот, има сличности во облекувањето, во носењето, значи можеме тука многу работи да најдеме дека има сличности. Вака, еве, сведоците вика дека првите гости пристигнуваат. Горти што најдалеките гости дојдоа први, значи гости од Италија се веќе тука. Имаме гости од Бугарија пристигнато. Ова година ќе биде збогатен. Знаете дека од минатата година почнаме го поделиме карнавалот, бидејќи беше преобилен, преголем, не можеше да стасеме да помина сите маски во нормално време. Денеска е во 12 часот започнува детскиот карнавал, кој изобилува со неверојатни добри маски, на кои сме посебно горди, бидејќи тие се наследниците на Прилепскиот меѓународен карнавал. Утре веќе имаме една масовно учество. Горди сме ние како Прилеп, бидејќи веќе пристигаат и карнавалските туристи во Прилеп, кои посебно не поттикнува и ни дава мотив за работа. Утре ќе продефилираат негде над 1000 учесника, тоест голем број на маски, кои, како и секој година и оваа година, ќе дадат еден допринос за развојот, за ова масовна и голема манифестација, како во Прилеп, Македонија и на Балканот. Да ве поздравам, да се чувствувате Прилеп како дома. Навистина секогаш се покажуваме односно развој на туризмот како битна гранка на сите држави. Dame i gospoda, 52 lebedi i jedna ili dve lebedici во позадина.